Адвокатот на Џей-Зи Алекс Спиро во понеделникот изјавил дека наводите на Џей-До, која го обвини хип-хоп магнатот дека сексуално ја нападнал заедно со Шон Компс во 2000 година, се невистинити. Сето ова е фантазија, им рече Спиро на новинарите на приватен состанок одржан во канцелариите на Џей-Зи во Њу Јорк, пренесува CNN. Очекуваме случајот да биде отворен, изјави тој. Спиро преку презентација објаснил дека наводите од тужбата на обвинителот се лажни. Ниту еден од деталите не е точен, бидејќи тоа никогаш не се случило, изјавил Спиро. Во изменетата жалба поднесена од Џей-До е наведено дека Џей-Зи ја силувал на забавата по доделувањето на музичките награди на MTV во 2000 година, кога таа имала 13 години. Џей-Зи, чие име е Шон Картер, претходно бил неименуван во оригиналната жалба, која првично беше поднесена во октомври против Компс. Презентацијата на Спиро пред новинарите беше направена неколку дена откако Џей во едно интервју признала дека има недоследности во незината оригинална приказна, иако потврди дека Картер бил меѓу оние кои ја силувале. Направив некои грешки, сепак никогаш не треба да дозволите она што некој друго направил да ви го уништи или управува животот. Само се надевам дека можам да им дадам сила на другите да излезат и да го кажат тоа јавно како што излегов јас. Во жалбата на До против Компс и Картер, таа навела дека била однесена на забава од возач на лимузина каде што содржувал настанот на MTV. Спиро рече дека тоа не било возможно поради тоа што лимузината била чувана од полиција за да се спречи настапот на јавноста. Пејачката Нина Бадрич повторно стана жртва на интернет измама. Нејзините пријатели испратиле порака во која ја информирале дека на интернет има видеа на кои таа промовира производи за слабење. Нина тврди дека не снимила такви реклами, а веднаш објаснила кој е најдобриот начин да се увери дали Нина има врска со некој од рекламите што се прикажуваат или не. Поздрав, драга Нина. Кружи видео во кое даваш интервју за тоа како се ослабила со некој кето прав, дали сакаш да им одговориш дали тоа видео е монтажа, затоа што во видеото велиш луѓето кои вежбаат се идиоти. Загрижено ја праша еден следбеник, а тој разговор пејачката го сподели со сите и додаде: "Верувам дека сте доволно паметни да знаете што е лажна вест. Ако не сте го виделе производот на мојот официјален профил за да го промовирам, тогаш претпоставувам дека ви е јасно дека јас не стојам за тоа." Инаку Нина веќе неколку пати била жртва на кражба на идентитет. Едно време беше објавено лажно интервју во кое Нина рекла дека била на разни диети, но ништо не помогнало освен магичен прав. Гајдата не е само инструмент, таа носи дел од македонската душа. Овој македонски народен музички инструмент е шесто добро поред од Македонија која се најде на репрезентативната листа на УНЕСКО. Досега на оваа листа се ЧТРС, копачката, гласоичкото пеење и други. Од Управата за заштита на културно наследство посочуваат дека ова е голем успех на културната дипломатија на светско ниво и голема инспирација за македонските гајдаџи да творат и да создаваат, бидејќи најголемата заслуга е нивна. По пауза од 7 години на листата на УНЕСКО се впишува еден од најавтентичните инструменти кој е повеќе од само произведувач на звук, туку е дел севкупниот македонски идентитет. Во Македонската филхармонија во Скопје, во организација на Министерството за одбрана и Генералштабот на армијата, вечер ќе се одржи предновогодишен концерт на оркестарот на армијата со музичари од оркестрите на вооружените сили на Франција, Унгарија, Италија и САД. Како што информираат од Министерството, на концертот кој оваа година се изведува под мотото "Заедно посилни во хармонија на звуците", ќе се изведе репертоар од различни numери од познати светски автори, како Џорџ Бизе, Јоханес Брамс, Џорџ Гершвин и Џоакино Росини, како и повеќе numери од познати композитори од земите на оркестрите. На предновогодишниот концерт ќе присуствуваат председателката и врховен командант Гордана Силјановска-Давкова, министерот за одбрана Владо Мисајловски, началникот на Генералштабот на армијата генерал мајор Сашко
Лавчински, министри во владата, пратеници во Собранието на Република Македонија, представници на дипломатскиот и воено-дипломатскиот кор, активни и пензионирани генерали на армијата, припадници на Министерството за одбрана, Генералштабот и командите на армијата и други гости, се вели во денешното соопштение од Министерството за одбрана.